Стадион. Емисија за вашата вистина. Малку е чудно. Секој градоначалник доаѓа за да гради. Шилегов иницијално така се ветуваше, така и се споруваше во кампањата, дојде првично да руши. За градење градеше доста, особено во вториот дел. Може мандатот да се подели на два дела, особено во вториот дел. И тоа за рушење многу малку или ич не струши од тоа што беше Скопје 2014, споменици, згради. Последните информации се дека владата обезбедила некои пари, например, за мајка Тереза. Проблемот е во ингеренциите и во, можеби, правните лавиринти во кои што се наоѓаше делот проектот Скопје 2014. Она што беше директна ингеренција на градот Скопје, да речам споменикот Ќосето, тој го отстранивме веднаш. И тука застана. За галиите 2 водиме, да речам, ги искористивме правните моменти за да не го доведеме градот во опасност да плаќа одштета на собствениците. И за едната, таа што е кај Холиди Ин веќе е завршена постапката, сега во тек се подготовките, значи јавната набавка која што врши улици и патишта со цел да се ангажираат компании со соодветна техника. И ја мислам пролетва таму ќе имаме ќе имаме фактичка разврска, бидејќи правно е завршена, а за ова прва што е кај МЕПСО галијата се уште се во тек правните извршни постапки. Така што за жал некогаш малку повеќе се комплицираат работите од она што веројатно би требало. Мислам дека понекогаш има и отпор од определени поединци во определени институции заради веројатно несложување лично на некој човек, меѓутоа во ред ги движиме работите и барем оној дел сега, бидејќи започнавме со реновирање нели на КЕО 13 ноември, мислам дека во пакет барем едната галија ќе исчезне од коритото на Вардар. Тоа со споменикот на Тереза? Тоа е Министерство за култура, градежна дозвола таму има издадено Министерство за транспорт, значи целосно централно прашање, да речам, од аспект на ингеренции. Меѓутоа добро е што и председателот на владата баш на пресконференцијата за 13 ноември кога го започна реновирањето, истакна дека тука веќе се обезбедени средства и дека горе-долу е правната, да речем, постапка од прилика завршена и мислам дека и пролетва и таму ќе може да дојде до отстранување, затоа што тој споменик се наоѓа на улица Столе. Тоа е споменик кој што го попречува движењето на граѓаните и го затвара плоштадот, што е недозволиво. Значи, кога ќе го погледнете плоштадот од згора, кракот, улицата е сериозно видлива. И мислам дека баш на дишење на просторот со отстранувањето тој споменик во целост ќе се овозможи кон плоштадот гравитирањето. Спомени сте остана, Александар остана, мостот го нема се уште. Кој мост? Кај тркалото. Мостот е готов, таму веќе работите се тргнати, меѓутоа сакам да има делови кои што биле оштетени од кеот, од зидовите и може да има опасност за движење на граѓаните во смисол ги нема тие, да ги речам, парапети доволно сега. Тука сме некаде завршна фаза, следите 10 дена целосно ќе биде пуштен. Тоа е технички завршен, извршен технички приеби, тестиране мостот. Сега де факто го уредуваме партерот под мостот со цел да кога ќе го отвориме веќе да биде целосно проводен и мостот, меѓутоа и кеот конечно. Уште едно прашање, можеби не е во ваши граници, меѓутоа водно е. Скопско водно е ваше. Кулата ни натаму ни на кулата беше инвестиција на ЕКЕ сколку така што таму продолжува, веројатно таму треба да се бара и одговорот на таа телекомуникацијска кула. Таму градот нема совршено никаква ингеренција. Мислам дека тој објект таму е вишок, меѓутоа нели било одлучено во минатото таму да се гради тој објект и е застанат. Така што одговорот ќе мора да го даде на градот. Господин Шилегов, вие сте правник, адвокат, имате адвокатска канцеларија. Меѓу другото, последните информации кои што пристигнуваат од опозицијата беше дека има сомнежи за злоупотреба, консултантски услуги од страна на вашата адвокатска канцеларија на град Скопје. Тоа беше класична лага, класичен спин, класично кажување на невистина со цел да се прикаже состојба која што нема, дека наводно градот плаќал парични средства на мојата адвокатска канцеларија. Не, напротив, јас кога станав пратеник, тој договор беше пријавен како физичко лице
кој што има квалификации и знаење да дава правни совети, давам правни совети на моето адвокатско друштво, кое што се уште работи, има вработени, има предмети активни, и затоа од адвокатското друштво како физичко лице, како Петре Шилегов, примав хонорар за консултантски услуги. Они го прикажаа тоа обратно, дека градоначалникот давал пари на друштвото. Впрочем, за тоа има и антикорупцијска донесено решение. Ние добивме и допис како град Скопје, целокупното финансово работење на градот беше дадено, нема ниту еден единствен денар во овие 3 години и неколку месеци како сум ја градоначалник, кое што градот или било која институција која што деловен однос нема. Апсолутно нити е префрлен еден денар. Адвокатската канцеларија има други предпријатија јавни? Не, значи, убаво велам, не само град. Многу внимавам, нема нити една институција врзана со владењето на Социјалдемократскиот сојуз, која што е застапувана од моето адвокатско друштво. Претежно и адвокатската фирма работи со деловни субјекти, со правни лица, со фирми, со поединци, меѓутоа не и со државните институции. Не споменавте антикорупцијска комисија. Кај Мерлин 20.000 евра не остасува. Завршенето е завршен предмет. Значи таму имаше да речам намалување на дали станува збор за аванс или намалување на хонорарот, има анекс договор и намален хонорарот на Диномели на 80.000 евра, така што немаше ништо спорно. Беше толку добро, да речем, ние имавме, беше толку добар тој концерт и стварно мислам дека една од најубавите нови години што сме имале во Скопје. Едноставно одлучи дека е сосема доволно платен и му била добра атмосферата и завршена. Во антикорупцијска имате уште некој предмет, не? Па нема, и овие што беа се повеќе, сега да не биде лошо. Представки мора да... Да, во ред, они мора да постапуваат. Меѓутоа, јас не знам дека има нешто активно, и овие предмети кои што ги форсираа упорно беа со лажно прикажување. Знаете, груба лага е да искочите и да кажете дека градоначалникот ја плаќал својата адвокатска канцеларија. Де факто такво нешто кога не постои, и тогаш од тука трнете, пак и ги извагате и сите други некои работи кои што се зборуваат. Нема градот скандал за овие 3,5 години. И сега мислам дека тоа малку повеќе боли опозицијата, меѓутоа во ред. Сака да кажеш дека перцепцијата за корупцијата, во перцепцијата за корупцијата, многу малку или реси нема удел градот. Еве, од како сум јас градоначалник, кажете ми еден скандал што би имало град Скопје како институција. Тие работи што ги споменав до сега. Да, ама тоа не се скандали, тоа се инсинуации. Ви изненади тоа за корупцијата? Кое? Извештајот. Немав прилика да го погледнам во целост. Ние мораме да работиме секојдневно на подобрување на квалитетот на владење, во смисол на владење на правото. И тоа е нешто што може би заради решање на некои поголеми прашања кои што се случуваа во државата, може би не бил целосно фокусот. Меѓутоа мислам дека сега полека се исправаат тие работи и ќе дојдеме веројатно многу брзо до еден поинаков извештај. Со ова да го завршиме дел, неизбежно е тоа да се постави како прашање, ова што се случува со Сашо Мјалков. Тие мерки за предпазливост некако не се ефикасни. И поради тие мерки на предпазливост се случи неколку дена да биде во бегство Мјалков. Недостапен. Или недостапен. Правно како е, он не бил во бегство, додека не му се предаде. Не би требало. Ако вие сте му биле адвокат, значи се... Не мислам дека и јавноста треба сега да ја замараме со правните детали. Факт е дека во периодот од завршување, завршните зборови до изрекување на казната, во еден период Сашо Мјалков беше недостапен на органите на полицијата. Факт е дека беше прореден, факт е дека му беше врачено решението, факт е дека е осуден со првостепена одлука на 12 години затвор за еден од предметите каде што е обвинет во судската постапка. И да бидам искрен, конечно мислам дека малку и правосудните органи почнаа да си ја вршат работата како што треба, затоа што мислам дека и не само за мој вкус, мислам дека пред се за интересот на јавноста, за јавниот интерес во македонското општество, мора секој да си го земе делот од одговорноста. Судската власт е третата независна власт
И јас не мислам дека е во ред председател на влада или градоначалник или министер или не знам си кој да се јавува на посуди. Ние против тоа се боревме. Меѓутоа некако мислам дека секогаш кога е тој дел од работата се бара одговор од владата или се бара одговор од извршната власт, а не и од судската, и мислам дека конечно малку се подразбудија и почнува враќањето на правдата. Фала Богу, почнува враќањето на правдата. Па не е во ред, да, се согласувам, меѓутоа дали е во ред тоаш премиерот да ги вика во неговата канцеларија, во неговиот кабинет обвинителот, обвинителката, судиите? Па во делот на одговорноста која што било кој носител на висока функција пред председател на влада е највисоката извршна функција, и кога гледате како де факто ви се распаѓа системот пред вас и како општеството се распаѓа де факто, значи так не можевме. Груевски е избеган, сега како избегаше и Мијалков, па чему побогу ни постои систем. И во таа смисла јас си го разбирам, значи има таму дел кој што има директни ингеренции, министрите да речам кои што биле присутни, меѓутоа мора и да разберат луѓето дека треба почнат да си работат својата работа. Нема методологија, нема начин како ние да го принудиме обвинителството или судот да носат обвинителски или судски одлуки, меѓутоа дефинитивно на така една критична состојба како што беше, од која што според моето мислење зависеше дали воопшто ние имаме систем правен. Бидејќи после тоа немате право да се обратите, немате право да речам условно на репресија кон обичниот граѓанин. Чему тогаш би постоел систем правен? И мислам дека беше еден сериозен критичен момент и мислам дека сите на извесен начин, зборувам особено до обвинителско-судската власт, малку ги освести што прават. А тоа е власт која што за жал заради односите во собранието не можеше да биде реформирана во изминативе 4 години, а сериозно знаеме, тоа се тие луѓе од тефтерчето. И веројатно пружаат отпор со цел да или се застари некој дело и да се сменат политичките околности, па навикнати да судат по нарачки, тогаш ќе судат веројатно поинаку. Тоа не смееме да го Едно да разчистиме нешто. Дефинитивно сакате и ќе бидете кандидат за градоначалник на Социјалдемократскиот сојуз за втор мандат. Се споменуваат неколку други луѓе, например Весковски, директорот на Водовод. Се сакале да го смените еден период. Може би сте пречувствувале дека може да ви биде конкуренција. Не, немаше такво нешто, напротив. Во дадени моменти, да речам, сите директори на јавни предпријатија биле заштитени од мене со авторитетот на градоначалник, напротив. Постапката и процедурата во Социјалдемократскиот сојуз околу кандидирањето се уште не е отворена. Ние сме сега како партија во еден процес на најголема демократизација што може да биде. На 21 март членството го бира својот председател, што не постои партија во Македонија што тоа го прави, затоа и вршевме ререгистрација на членството, реевиденција. И фокусот на Социјалдемократскиот сојуз, зборувам внатре-партискиот фокус е пред се на тоа да го завршиме конгресот, да се изберат останатите органи, а потоа ќе се отвори постапката и процедурата за кандидирање. Јас кажав дека почитувајќи ги овие постапки и процедури, ќе истакнам својата кандидатура. Не знам дали некој друг член на Социјалдемократскиот сојуз има такво размислување, легитимно е да го има. И тогаш ќе се носат соодветни одлуки. Се откажавте од амбициите за кои што зборува дека силно сте ги имале во дадена ситуација да аспирирате и на лидерската позиција во Социјалдемократскиот сојуз. Бог да чуе. И такви муавети никогаш не имало здржи. Не, ама секој човек не, нити имало потреба, нити уопште имало размислување. Како да ви кажам, не едноставно, не знам сега, чашија да може да збори се и се што, меѓутоа односите внатре партиски се секогаш поинакви во квалитетна смисла на зборот од она што може би се слуша вакво крило, такво крило, овој се скарало, ној со не збори таква работа. Едноставно многу често знаеме да се насмееме кога ќе се собереме сега повеќе на дигитален начин отколку на фактички, и сега така што таков мувет немало. Не, оти сега на фонот на ова што се случуваше со Мијалков, се повеќе се засилија барањата за дефинитивно прочиштување на редовите во владеачката партија во Социјалдемократскиот сојуз. Меѓу другото, конгресот треба тоа да послужи и кога се зборува за тоа,
се споменува дека можеби единствено Шилегов ќе остане во тие високи раководни тела на Социјалдемократскиот сојуз од сите оние кои што цело време се споменуваат дека или не се доволно блиски на лидерот Заев, или пак му ставале не каменчиња, туку камење во точковите што треба да се движат. Не, Павел многу секогаш е многу поинаку. Особено кога се овие гласини муабети е Душко Весковски ќе бил кандидат за градоначалник. Благе везе нема мислам со човекот сме, како да кажам. Се зборува и се да, ама окей, ама тоа што се зборува е многу најчесто многу далеку од вистината. Така што кандидирањето за било која функција партиска е работа која што си има пропишана процедура во статутот на партијата и конгресот е тој кој што ги одлучува тие работи. Не станува збор дека има персонално решение, дека еден човек одлучува кој каде ќе биде. За среќа, СДСМ е сериозно демократизирана и сериозна демократска партија. А вие можете да зборувате за себе. Сепак вие сте татко на градот. Во градот има многу општини. Во најголем дел од тие општини Во 8. ваши луѓе, односно од Социјалдемократскиот сојуз се градоначалници. Кога ви направиле сега анализа, колку поминаа веќе 3,5 години толку од мандатите. Вие кога би одлучувале, би им дале на сите доверба или би направиле промени? Неблагодарно е да речам јас да кажам таква работа, особено затоа што сме во предпорие баш на оваа постапка која што ја зборував. И на крајот на денот не е градоначалникот на Скопје тој што одлучува кој ќе биде во определена општина кандидат. Затоа што и тоа влие на вашиот макар било тоа и Скопска. Граѓаните на улица во Кисела вода или во Ѓорче или во Газибаба не се повикува само на градоначалникот, него прво гледаат во вас. Се сложува, меѓутоа тоа треба да биде предмет на анализи, не може кој што ќе ги дали дебатирате така? Дали се сумирате за уште и вие сте во Зелстава? Значи, нормално не. Ние надвор од тоа во Скопје имаме редовна месечна координација, сите 10 градоначалници и јас. И по закон сум должен да го правам, така што тоа се случува со сите градоначалници. Меѓутоа, не ни се таму предмет анализите кој е колку задоволен од туѓата работа или од сопствената работа. Таму не е предмет на анализа што како приоритети сметат дека ги има општините, кај што градот може да помогне, што како градска политика се промовира па да се ускладат општинските политики. Одлуката за тоа кој и каква ќе носи позиција или ќе биде кандидиран на избори е работа која што ја мислам ќе се случува некаде после мај натаму. Вака се на 3,5 години кој ќе се вратите назад. Дали сте вие лично целосно задоволени од тоа што сте го сработиле или пак сепак малку се каете што порано не го почнавте тој процес? Некако предолго не можеш да анализиравте, ги испитувавте, работите. Ама за да може да функционирате, вие мора да имате прво добра анализа на состојба, добро планирање. Дали исто би направиле се кога би се вратиле или нешто би убрзале, би промениле? Не сум човек што сака да импровизира, сакам во принцип кога ќе почне една работа да знам каде е решението, каде е крајот. Не можете да ја почнете и да ја пуштите низ вода, па кај ќе застане таму. Затоа нас, да речем, во минатото ни се случуваше, не знам, партизанска од Симпо до Мак Петрол во претходната градска администрација, 9 или 10 месеци да се реконструира. Ние завршивме за 40 дена од Мак Петрол до Мостов Единети нации. Не знам, можеби најсериозниот потек што го работевме есен во булеварот Александар Македонски, тоа е источниот влез и излез. Го завршивме за неполни 2 месеци. Тоа е она за кое што јас како и така функционирам и во приватниот живот и во бизнисот, приватен, така функционирам и во како носител на градоначалник. Знаете, околу 6 километри е Александар Македонски во двата правци. И ние успеавме за некаде околу 48 дена да го завршиме во целост. Тоа некои искуства. Тоа е сериозно, анализите што покажуваат дали тоа е вистинскиот начин или како прават по светот. Можеби ноќе да се работи, можеби само една лента или целосно да се затвори, па побрзо тоа да се направи. Има некои кога знаете има работи. Зборувам за влезот, за тоа. Има работи што се можеби невидливи. Вие мора да имате во предвид невидливи за јавноста. Дали повеќе фирми треба да се ангажираат или? Таму беа 3 фирми ангажирани, работеа паралелно 3 фази. Меѓутоа мора да имате сообраќајно решение, мора безбедносно да внимавате, во смисол
потребат полиција, потребат пожарна и затоа се прават и тие сообраќајни проекти пред да се влезе. Значи коментари зошто се не се пренасочи преку обиколницата и ова за 2 дена се направи. Разбирате? Значи не постои малку и мали жоги се меѓутоа граѓаните. Мислам дека малку некогаш и се претерува. Ние работевме навечер. Значи не е спорно, во Скопје сега се работи навечер. Меѓутоа има работи кои што се комплексни, едноставно за 24 сата не може да ги завршите. Така што и тоа што ќе го работите навечер, да речем, утре дента, бидејќи не можете по природата на нештото не се заврши, едноставно утре дента повторно ќе смета на граѓаните. Така што многу е битно да тоа го сработите брзо, да го сработите ефикасно. Таму работевме по 18 часа на ден, 20 часа на ден. И пак велам, за 47-8 дена го завршивме цел тој потек. Така што мислам дека и ете го, фала Богу, тоа не личеше на ништо, веројатно се сеќавате како личеше, како е сега. Сега, знаете, луѓе што не биле подолго во Скопје, кога влегуваат од тој правец, викаат кога да влагаш во друг град и тоа е окей. Годинава сезонава, таму се ќе го смениме и зеленилото средиштото во таа жартењера, дефинитивно Скопје ќе доведеме поинаков влески. Така ќе изгледат и ќе се одвиваат реконструкциите во еднина со мали измени за покрупни. Мислам дека така и работевме. Знаете, Битпазар го работевме булеварот. Да, така имаше многу гужва, да. Меѓутоа го сработивме за неполни 20 на дена, така. Ја работевме партизанска, ја сработивме за 40 на дена. Значи, онаму кај што знаеме дека доаѓа таму, морате да направите една посериозна подготовка. Не можете само пуштате од тендерот, пуштате го изведувачот и граѓаните ќе страдаат. Не е начинот на кој што функционира, од таму почнавме. Затоа можеби првата година која личеше дека Шилегов демек ништо не работи. Мислам дека тогаш имам работено највеќе во животот. Оти тогаш беа направени сите планови. И гледате ние со каква динамика. Никој не веруваше Пластичарска дека ќе се заврши, така. Ја завршивме. Гледаат сега граѓаните, сега се работи уште сега на продолжението. И сега идете со концепт 8 септември кај Палас булеварот го реконструиравме, тој беше за 40 на дена готов. Пластичарска реконструираме за на крај да ги спојаме во Момин поток. Морам при тоа на Момин поток ќе се започне петлјата, меѓутоа јас знам дека секој што си го сака својот град, верувам дека нема граѓани што не си го сака Скопје, сака да се завршат работите. Ама морате да имате во предвид и кои се финансиските можности на градот. Не е дека некој не сака го направи. Петлјата кај Момин поток е 15 милиони евра, например. Таа количина. Значи, затоа што тоа едно решение ќе го презентираме кога ќе започнеме постапката. Јас очекувам лето дека има шанси да почнеме таму. Знаете зошто ја прашувам? Значи, идеално не може да биде, меѓутоа мора да има нешто најподносливо за граѓаните, затоа што колку што радува тоа што градите, толку иритира блокадата. А блокадата не е само поради градењето. Блокади има сега тука имаме да прашање зошто градот не преземе нешто кога има странски делегации и нашите овие политичари функционери го блокираат цел град. Зошто тоа поинакво не се изведе? Сега не знам, тоа некој ако... Јас мислам дека домашните политичари многу малку веќе придонесуваат за блокада на сообраќајот во градот. Меѓутоа кој луѓето им пречи, кој имате... Да, ама знаете како е, јас рецимо сам одам на работа, користам и шофер, немам обезбедување, не вртат, не знам, сијалици или што ја знам. Сега имате луѓе што се во протокол безбедност. Особено странските делегации кога доаѓаат. Тука многу добро обяснување. И зелениот бран заради тоа не функционира, се исклучуваат сите семафори, па после не може да фатат ритам и динамика. Да, тоа е еден проблем кој што не се... Да, тоа е еден проблем бидејќи системот работи на збирање на податоци. Знаете, има јамки при секоја раскрсница. Ако го прекинеш. И ако го прекинеш, он треба да се наполни со податоци за да влезе сигналот во ритам. И тоа е проблем, се сложувам. Меѓутоа не постои поинаков начин. Вие ќе ви дое странски председател. Одговарате за човекот безбедносно, како држава, како и тоа е тоа. Тоа се одвива секаде у свет, за жал. Е само кај нас да се разбереме, не сме единствени. Слушател јаме, добар ден, повелете. Ве слушам. Не слушам ништо. Ало? Режија, слушателот. Не знам што се случува со слушателот. Ало? Ало? Ве слушам. Здраво, Очигледно. до гостинот. Здраво, повелете. Не замарам околу политика. Заинтересиран сум поише за состојбите во ПК Варда. Ако може градоначалникот да каже на сите нас,
докаде е процедурата и дали воопшто се преземаат некои мерки против Сергеј Самсоненко за враќање на долговите и решавање на статусот на ФК Вардар со нов собственик. Ете, највачите го направија своето, тие правните елементи и мислам дека треба да националникот веќе сериозно да ги схвати. Највачите губат трпение. Поздрав до Огустина. Дали Вардар како национална гордост го заслужува ова и дали клубот се користи и жртвува за некои други пресметки надвор од фудбалот? Највачите трпеливо чекаат, но на трпението му доаѓа крајот. Последното, како информација што е од таму, највачите се организираа и купуваа билети. Поверете. Океј, многу е комплексно прашањето на Вардар. Долгот на Вардар е некаде околу 3,5 милиона евра. Даден е без долгови. Даден е со играчки фонд од 6 милиони евра. Сега играчите вредат 800.000 евра. Значи, ние имаме и загуба во материјата, значи вредноста на клубот е падната. Јас не можам да дозволам да градот го превземе назад клубот со долг од 3,5 милиони евра. Нити па на градот досега му е дадено било каква гаранција дека тој долг може да биде наплатлив. Затоа што едноставно правите кривично дело ако го преземете така клубот. Имаше неколку ветувања од Сергеј Самсоненко дека ќе ги подмири долговите, вклучително дека до 31 јануари ќе ги плати играчите, што не се случи. Јас како градоначалник и владата, бидејќи ПУИК е 49%, значи владата е 49% на Вардар, преземавме действија да каматите на онаа блокада од 5 милиона денара бидат избришани и тоа е донесена одлука. Дадено е решението, да речам, има рок од 15 дена и обезбедивме уплата на 5,8 милиони денари со цел да се деблокира сметката. Го замоливме Панчев е тргна блокадата. Сите тие работи, значи, ги средивме и го доведовме клубот во состојба да аплицира со ваучерите кои што ги има некаде околу 340.000 евра со цел сезоната да ја завршиме. Да се платат играчите. Значи, тоа е нешто што се одвива и патем стратешки бараме, партнер стратешки кој што ќе може да го носи клубот, јавноста. Катар известна дестинација? Јас и тогаш кажав, тоа очекуваме во текот на март да биде решено. Значи, и тоа како сме посветени на решавање на проблемот, превземаме и конкретни она што како институции можеме да го направиме. Ги преземавме сите чекори од простување на долгови, доаѓање на средства да бидат платени играчите, да се одмрзне, да речам, долгот и едноставно мислам дека за жал Вардар се злоупотребува во политичка смисла од други избори. Не знам некако дали приметуваш Столе дека секогаш кога наближуваат некои избори или нешто се случува, се актуализира темата Вардар. Со таа поради тоа требаше побрзо да го реши. Да, ама пак велам, знаете, мислите ли дека ако и дојде спонзор некој нов, на што интензивно работиме, дека ладно ќе прифати да плати 3,5 милиона евра долг? Ме разбирате, значи не е едноставно. Вардар е дел од македонската традиција. Најдобриот фудбалски клуб во нашата историја и реномираната екипа. Да. И дефинитивно никој нема намера, да речем, да го пушти низ вода, меѓутоа секој треба да си ја земе одговорноста, онолку колку што треба, тој што го направил долго треба да си го плати. Ние немаме совршено никаков имот на ФК Вардар. Зошто не знам? Стадион нема. Зошто не знам, мислам, ме разбирате, ама чекате, ова што се направи тој за тренинг центарот? Тоа е на сопругата на Самсоненко. Значи на Вардар нема ништо. На Вардар нема ништо. Оној што е тренинг центарот во Газибаба, тоа е јавно приватно партнерство помеѓу ракометниот клуб Вардар и Газибаба. Значи ФК Вардар нема допринос. Сега имаме навлезено во материјата, јас предпочитам да се плати долгот. Во меѓувреме работиме да најдеме и човек и спонзор посериозен, кој што на вистина ќе се посвети на развој на фудбалскиот клуб Вардар. Очекувам сега во март да ги добиеме. Ние драфтови на договори веќе направивме, пратени се на анализа, беа вратени кај нас, па ние дадовме одговори и сега сме тука во некоја таа фаза.
да не кажам сега со кој, меѓутоа веќе таков тип на кореспонденција постои и дај Боже мислам дека ќе биде се во ред. Градот за жал во делот на урбанизмот нема никакви ингеренции. Особено во делот на издавање на градежни дозволи и на постапување инспекциски во смисол нарушени. Тоа го кажав уште неколку пати кога беше актуелна фонтана Сите згради, сите објекти се градат одобренијата ги издава општината и инспекцијскиот надзор и евентуалното одстранување на дивоградбите го врши исто така. Тоа не значи дека не бе засега, тоа ќе апсолутно, па не, ама јас иницирав, ако се сеќавате, уште есен дека мора да направиме некаква си хиерархија поставеност помеѓу градот и општините, особено кога урбанизмот во прашање. Тоа е нешто што недостасува во законските прописи и делот од инспекцијскиот надзор да биде префрлен врз градот, да речем општината нека ги издава дозволите, не е тоа проблем, меѓутоа градот да го врши инспекторирањето и отстранувањето на објектите. Ние немаме како институција надвор од тоа што јас размислувам, мислам дека децидно кажав и кога беше актуелна Мавровка што се моите размислувања. Меѓутоа таму сега едноставно урбанизмот е работа на општината, она што јас го знам од страна на градоначалникот на општина Чаир што беше кажано, таму се врши всушност реконструкција на објектот кој што изгоре. Таму постоело. Не нов. А не нов објект. И тоа едноставно, ако е така, ќе биде во ред, ќе ги пратиме. Ова околу јавните ВЦ имаше да прашање се тоа колку и да е, луѓето го гледат. Да, во тек е постапката за техничка документација, предвидени се во ставките, во буџетот на градот ставка за набавка на јавни тоалети. И како такви ќе бидат предмет на јавна набавка. Кога ќе стројат градосиите згради Евана и Пелагонија, кога и каде ќе се пресели градската администрација во нов објект, ова се неколку прашања. Прво, Евана веќе ја продаде, владата плати таа зграда целосно. Мислам дека таа зграда таму ќе се селите или уште не? Ќе биде ли пред локалните избори тоа? Дефинитивно ќе биде. Ја мислам дека во наредниот месец до 40 дена се знае точно каде градот ќе биде преселен. Не би разменувал повеќе информации. Сакам да се завршат сите, да речам, постапки, потоа би влегле во јавно нормална презентација, не е тоа дека нешто тајно ќе биде тама работа. Евано, мислам дека дефинитивно година ќе започне реконструкција на фасадата со изглед кој што по мене треба да иде на јавен конкурс, кој што по себе би требало да личи на стариот објект, значи да се дебарокизира или обидот беше стопиран. Со Пелагонија, со Пелагонија која што е градот треба оштета да плати или државата затоа што судска постапка. Тоа е предмет во суд, меѓутоа знаете како сега собственикот, ние повеќе од година и нешто и писмено му се обраќаме согласно договорот што е потпишан со него пред 5-6 години, а он мора да делегира свој член во комисијата која што ќе го изработи идејното решение за изглед на фасадата. Повеќе од година и пол немаме одговор на тоа наше барање од страна на собственикот. И не можеме да продолжиме, не можеме сами да уредиме каква ќе биде фасадата. Малку сум можеби изненаден од ставот на Стефчо Јакимовски во делот на непознавање на постапката и процедурата, а бил градоначалник голем период од својот живот. Ние постапката за промена, односно постапката за дополнување на регистарот на имиња на улиците на град Скопје ја започнавме во јули 2019 година. И тоа го соопштивме јавно, идеше на оглас, идеше на веб страната, идеше на пресконференција. Беше формирана комисија од страна на Советот на градот Скопје, каде што и ВМРО ДПМН имаше двојца представници како дел од комисијата. Во оваа фаза ние утврдуваме регистар. Регистарот го дадовме до општините да се произнесат, го изгласа Советот и таковиот регистар сега е на мислење на влада да го утврди владата со собствена одлука и потоа ќе биде гласане како утврден регистар повторно изгласан во Советот на градот Скопје. Тоа не значи дека по автоматизам се менуваат имиња на улици. Тоа значи дека вие вметнувате имиња кои што биле предлози. Девид Бови бил предлог од некој граѓанин во оној делот од јавната анкета. Немало причина. Ја забови. Немало причина законска. Значи законот кажува што не можете да ставите, да речем, што би предизвикало немир, што би предизвикало можеби меѓуетничка тензија, таков тип на предлози не влегуваат во регистарот. И
тогаш значи дека на постојните 590 имиња кои што ги има во регистарот, овие се имиња кои што се фазлат, значи недостасуваат, се надополнува со тие 570 и потоа за секоја улица поединечно се носи одлука на Советот на градот. Значи, ние сме во такав... И сега, знаете, во спиновите кои што се Ова листа обидуваат... значи опција. Да, и вие ќе изберете. Меѓутоа, не можете сега зборувам да ја вратите Мексичка, бидејќи Мексичка не постоеше во регистарот. Мора да се дополни регистарот, па да се извади името од регистарот, да се донесе одлука на Совет на град. Ме разбирате? Да. Обидувајќи се да испинуваат, да речам, кажаа дека ќе сум го сменил името на покоен председател Борис Трајковски. И на Киро Глигоров. И на Киро Глигоров. Што е нонсенс, што е глупо само по себе. Или е тотално непознавање на постапката и процедурата, или е свесно лажење на јавност. Што не мисля дека за првото зборуваме за советници на градот Скопје, би требало, кој ги искача на пресконференција, би требало да ја знаат постапката. Би требало, не верувам дека се толку аналфабети. Што значи дека свесно ја лажат јавноста. Мене, рецимо, на крај памет не ми е дека треба да се врати името булевар Едвард Карделј. Знаеш кој е Александар булевар? Македонски. Така. Ќе остане Александар Значи, Македонски. немам јас нема да предложам како градоначалник да се врати името Едвард Карделј, ме разбирате? Или Јана Климент Охридски. Или Климент Охридски е една, значи зборуваме за, меѓутоа мислам дека улица како што е Ленинова не заради Владимир Илич Ленин и дека го славиме Ленинова, е синоним на градот. Да разбирате, традиција на градот и сега тоа железничка. Тоа се улици кои што се традиционални. Денеска разговорно Скопјани ги употребуваат тие имиња. Не ги употребуваат имињата кои што номинално се на улицата. Сметам дека Петре Пирузе Мајски како Железничка да не беше Мијалков, да беше Крсте Црвенковски, ќе ја сменев. Да, затоа што луѓето ја зборуваат железничка Столе. Значи јас да ќе предложам. Нема лични тука. осветнички. Не се тоа, ме разбирате. Кјусев ја менува? Мислам дека нема да се промени. Да не бидам ја, нема сите предлози од мене да дојдат. Таа беше Максим Горки порано. Ама и денеска сите викаат на која улица на Максим Горки. Тука, затоа велам, Петре Пирузе Мајски е првиот министер за правда на Народна република Македонија. Заслужува улица. Меѓутоа не Мексичка улица во Тафталиџе, која што е населба каде што улиците ги имаат добиено под државите кои што придонесувале до изградба на Скопје. Бигачка, Дрварска. Значи, Павелам сите се тие работи, Павел Шатев заслужува историски македонска поволна личност. Мислам, ме разбирате, ама пак се уште луѓето велат не одам на Павел Шатев, одам на Бикачка. Тие баланси, мислам, градот е традиција. И вие морате таа традиција да ја имате. Денеска Бодњанска ја зборат луѓе. Ме разбирате? Мајка Тереза не е лоша. Не велам јас дека е лошо. Јас само кажувам дека кога се прават некакви критериуми, кога се прави нешто, вие мора да го дишењето, пулсот на градот да го имате во себе. Така што од тој аспект гледано мислам дека ја дообјаснив постапката и процедурата. Значи, и ќе си биде сега некако мислам дека поише пошто имаше некој пример дека еве за да се привлекло политичко внимание, не туку заради да се ќарат ефтини политички поени со лажно прикажување на Прашањето може и обратно, зошто сега го правите тоа? Тоа се прави на почеток на мандат, може би Тоа беше во јули 2019, јас кажав кога е започната постапката. Значи таа постапка е година и 8 месеци. Околу системот на менување, нели е подобро двотретински да биде, да нема законски е таа постапка предвидена, не е некој или локални референдуми. Не е со акт на градот. Меѓутоа знаете како, вие имате, не знам, пулс од граѓаните што живеат, кои што викаат улицата ни се викаше вака, сега се вика вака, братете ни го старото име. Зошто јас од Тафталиџе зборувам сега би одлучувал за некоја улица во аеродром. Меѓутоа локалната заедница која што живее таму и која што вика вака ми се вика улицата, ама не убаво. Ама треба да ги анкетирате, треба значи, со едни мали референдуми да направите. Тие ќе бидат методологиите, начините на кои што делот улиците. За дел веројатно сите се согласуваме дека Мексичка треба да ја вратиме Мексичка, дека не знам Ленинова треба да ја вратиме Ленинова, дека железничка треба, мислам тоа се општи и нив ги употребувам во кореспондирањето со јавноста. Така што пак велам е многу битно заедницата локална е сега во зависност од тоа
каква е очигледно политичкото, да речем, расположение. Господин Јакимовски, кој беше градоначалник на Социјалдемократскиот сојуз на општина Карпош, се жалеше дека тогашниот градоначалник господин Трајановски не продолжил да ја реновира Партизанска, затоа што бил од СДСМ. Това беше неговиот вокабулар. Еве, ја реновирав Партизанска. Не знам, може би е надвор од фокусот Да, ама сега сите се градоначалници СДСМ, нема. Не, може би е надвор од фокусот на локалната самоуправа сега господин Јакимовски. Па одбира да ја премолчи Пластичарска, одбира да го премолчи булевар Христијан Тодоровски Карпош, одбива да го премолчи булеварот Асном, одбива да го премолчи булеварот Босна и Херцеговина, одбива да го премолчи мостот во завршна фаза значи и да каже ништо крупно не се направило. Значи зборуваме за нови коридори во нашиот град. Стадион. Емисија за вашата вистина.